Добро вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте во Што мисли народот на телевизија Стар. Уште едно издание на оваа емисија во која што ќе имаме гостин кој што повтор пат е во нашето студио. Овој пат, првиот пат беше како дел од техничка влада, она што овие денови се говори дека треба да се укине, а овој пат како дел од министерство кое што го промени своето име. И тогаш беше во тоа министерство, но променето името во Министерство за социјална политика, демографија и млади. Труд го нема сега овде. Јоко Велковски, заменик министер за социјална политика, демографија и млади, повтор пат во нашето студио. Господине Велковски, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер и добро наоѓам. Повтор пат. Како гледате на ова техничка влада, сега во влада актуелна, има ли разлика во тоа што еден министер може и треба да работи во техничка влада и сега актуелно во влада? Што има? Бидејќи го имав искуството да во тие 100 дена во текот на 2024 година пред парламентарните избори да бидам дел, односно министер на токму на старото министерство, тоа што социјална политика тоа беше труд и социјална политика. Точно. Мора да кажам дека познавајќи го искуството претходно, бидејќи сум бил дел од тој систем, подлог период сум затегнал неколку влади, мислам технички што се случиле, и мора да кажам дека пред СЕСА не да биде да се фалим или нешто слично, меѓутоа за прв пат имавме министерство каде што ситуацијата беше стабилна. Значи тоа беше целта и на самиот технички министер да нема, знаеме како беа претходно целиот наратив на комуникација помеѓу оној технички министер, заменик технички министер во тоа министерството, опозиција, власт и така натака. Така да тие 100 дена беа навистина мирни, беа посветени на сублимирање на состојбите во самите центри за социјална работа, состојбите на дали се применуваат законите во целост или не, дали има злоупотреби на системот кој што дел и ги објавивме, ги кажавме во тој период што се случи, што ги имавме како констатирано. И тоа беше целта. Меѓутоа сметам дека покажавме дека навистина треба да бидеме демократски партии. И сите кои што учествуваат во самите процеси. И ова прашање на техничка влада, кое што беше наметнато во некое друго време, во некои други состојби во државата, за жал денеска мислам дека тие се променети. За жал на тоа дека се уште има техничка влада. Добро е што се променети на еден демократски начин, меѓутоа сметам дека треба полека да го напуштаме процесот на тоа дека има недоверба, дека одредени институции прават не знам каков притисок или создаваат ситуации да влијат врз гласањето. Денеска мислам дека граѓаните многу пред изборите веќе се одлучени. Веќе знаат за која политичка опција да се определат. Оние денови на предизборен период кој што трае се само финеси да некој го придобиеш повеќе на твојата страна како политичка опција или не. Тоа се прашањата денеска. И сметам дека веќе е созрено прашањето за техничката влада и се надевам дека политичките партии кои што беа и на лидерска насредба, што се случи во текот на пред 10 дена, дека треба и да се разгледаат и сериозно и СДС, кој што не учествуваше не беа присутни, да го размислува прашање многу директно и да даде подршка на процесот кој што се случи во собрание со измена на изборниот закон. Прашањето е созрено, останува да се види дали сите партии се созреани за да се смени тоа и колку ние сите созреваме заедно. И сега, ајде малку за она што има ли суштинска разлика во самата дејност на министерството, во функционалноста, во ефикасноста со промената на самото име од Министерство за труд и социјална политика во Министерство за социјална политика, демографија и млади? Дали има суштинско нешто за подобро функционирање, за ефикасност и за услугите за граѓаните, за наливите категории пред се? Секако има навистина суштинска промена. Трудот беше голем дел од самото министерство кој што замена во економија и труд се новото министерство. Така да дополнување кој што е значаен, буквално значајни активности се демографијата и младите, кои што за жал се третирале можеби на некое друго ниво, на ниво на сектор, на ниво на стратегии, активности, акцијски планови и така натака. Денеска не само што се имиња на министерството, како такви, и демографијата и младите, некако се
многу блиски и сродни, нели, без млади не може да имаме демографија, нели, како што треба стабилна. Да денеска размислуваме навистина сериозно и секторски да бидат екипирани овие условно имиња на тие сектори на самото министерство, меѓутоа и со конкретни работи, работни активности и работни задачи кои што ќе се фокусираат токму на прашањата и од владината програма, нели? Меѓутоа и надвор од владината програма, сите оние позитивни ефекти што може да добиеме со реализација на X активности или задачи, да може ги постигнеме да токму и демографијата и младите како такви навистина добијат буквално значење во нашата држава и еве после нели една година ќе земам условно бидејќи преодното беше таму крајот на 24-та година, почетокот на 25-та година, после една година може да кажам дека имаме доста успешни мерки и активности кои што навистина даваат полека резултати, меѓутоа и двете по дефиниција, ако ги видите, не се за краток рок. Само активности може да имаме на краток рок, меѓутоа каков ќе биде ефектот за тие да дадат нели комплетна слика, така да ќе треба за некои од тие активности да почекаме одреден период за да се види суштински што направило министерството и државата по однос на токму на овие две нови прашања кои што ги третираме во рамките на нашата држава. Бидејќи во оваа емисија оваа тема ја опатив пред две или три емисии, Владко Ѓорчев беше наш гостин, па говоревме повеќе за демографија и млади. Јас овој пат ќе сакам да одвоиме простор повеќе за оние актуелни прашања од областа на социјалната, што е генерално и тоа, ова министерство треба да се грижи за ралливите категории на граѓани. Тоа се пензионерите, тоа се социјалните случаи, тоа се старите лица, баратели на нега, па и децата пред се. И би сакал да одиме со овие теми некако и најпрво би започнал можеби со она што е актуелно, бидејќи и минатата година не заврши со дилеми кај пензионерите, дали линеарно зголемување, дали процентуално, со размислувања не толку во насок на тоа дали ќе имаме промена на границите, условите за пензионирање, меѓутоа секогаш виси и тоа прашање. Каква е во моментот ситуацијата, како да се во пауза некоја протестите, барањата на пензионерите, одлуката е да се оди со линеарно зголемување. Како ќе се движат пензиите во оваа година која што доаѓа? Мора да кажам оно што го ветивме и го кажав во техничката влада и го исполнивме повеќе од тоа. Како влада, односно тогаш како политичка партија, потоа нели за кратко време како влада, сериозно имавме направена анализата колку пензионерите реално беа оштетени години наназад. И тоа моравме да го санираме, бидејќи со 14.000 денари пензија не можеше да се преживее во Македонија, го знаеме сето тоа. И затоа принципот и во 24-та година со онаа измена на законот за пензиско и инвалидско осигурување, а потоа таа беше првата интервенција, нели што се случи во август месец 24-та година со оние 2.500 пауше 2.500 во 25-та март година и додавме до 5.000 кој што беше и предизборно ветување, меѓутоа и владина програма. Меѓутоа, веднаш потоа следеа повторни анализи. Седнавме да видиме каква е состојбата, каде се наоѓаат пензионерите, колкав е во тој момент нели покачувањето на сиромаштијата во Македонија, инфлацијата и така натака, сите оние индикатори кои што нели треба да ни ги дадат за колку да биде реалното покачување и на плати, и на пензии, и на сето она што треба нели во државата. Дојдовме исто така до ситуација дека треба повторно да се интервенира на законот, односно да се интервенира по повторно линеарниот принцип, тоа беше 25 август, повторно или после само една година, да направиме нова интервенција, меѓутоа овој пат со намалено темпо, бидејќи веќе саниравме дел од проблемите кои што беа настанати години назад со тие 5.000 денари, и оние кои што имале 14 веќе има 19.000 денари пензија покачено, и има веќе покачен стандард на живење. Да бидеме реални за само една година. Направивме нова интервенција која што важи до март 2026 година, кога нели мартовската пензија на 1 април ќе биде покачена уште оние 1000 денари и со тоа ќе се заокружи целиот процес нели од 7.000 денари за само година и половина од оваа влада, од како почна да интервенира во законот, да добиеме нели покачување на пензиите. И оние кои што имале, не знам, 14 ќе имаат веќе 21.000 денари пензии и така натака. Има работна група која што лани беше составена во 25-та година, во негде таму месецот јули, да ги следи сите овие текови. Значи не да биде одлуката на еден човек,
нели дали сака да покачи, па потоа да кажува дека е политичка, па не знам каква, па сме го трошеле буџетот на пензискиот фонд без да имаме анализи така натаму. Веќе работна група од стручни лица, нели во областа на финансиите, во областа на пензиското осигурување, ги следат сите текови, овие кои што кажа претходно параметри, сиромаштија, инфлација, покачување на минимална просечна плата во Македонија и така натака, да може да направат проекции, после ова што ќе биде нели во март, следното по закон, усогласување треба да биде здравје Боже во септември 2026 година, да во тој период да ги видиме сите индикатори кои што сме ги направиле во овие изминати години и половина, што сме добиле, до каде се границата денеска на пензионерите и колку треба да се интервенира зборам во иднина. Нема протести, убаво споменавте, и е мирно бидејќи пензионерите тоа го бара, го добија она што нели сме го ветиле како влада и повеќе мислам дека од она направивме можност нели за да имаат, така да сметам дека пензионерите или најголемиот дел од нив веруваат дека овие чекори се правилни, дека овие одлуки кои што ги донела оваа влада и ова министерство се направи од пат она што они го барат нели како граѓани пред се во Македонија, така да и нив ќе ги слушаме, бидејќи тие најдобро знаат така како треба нешто да биде добро за нив, што треба да биде добро за нив, така да повеќе работи ќе бидат земени во предвид, после нели мартовската пензија и ќе донесеме нова одлука нели како влада во кој правец ќе се движи токму ова прашање, меѓутоа секогаш ќе биде во полза на најголемиот дел на пензионери во Македонија. Кога стана збор за пензионерите, една работа на околу која се кршат копјата на политичко ниво, на политички препукувања е зголемувањето, дали ќе биде линеарно или не знам како ќе биде. Втората работа секогаш е опозицијата обвинува за тоа дека празен е пензискиот фонд, треба државата редовно да дотира, да дополнува во фондот за да и дека е во прашање дека може да крахира. А веќе долг период нели пензиите се редовни. Каква е таа состојба? Има ли основа за ова? Има ли основа во оно што често се кажува ќе се зголеми границата за пензионирање за да не дојде до крах на пензискиот фонд? Во моментот веднаш би почнал од крајот. Граѓаните треба го заслужуваат прашањето нели одговорот на тоа прашање. Дали би имало промени, дали би. Во моментот не се размислува, оваа влада нема ниту работна група, ниту сугестии дека треба да се зголеми прагот на нели границата на старост за одење во пензија, така да 62 жени, 64 мажи е границата која што е постоечка и согласно законското решение кој што го имаме во моментов. И 15 години или работен стаж минимум за да може да нели да се стекне со пензија. Да, обвинувањата се чести за пензискиот дефицит нели во пензискиот фонд и така натака. Тоа било состојба и пред 10 години, и пред 5, и денеска е. Проблемот е настанат многу претходно. Системот кој што го имаме нели оној принцип на солидарен нели систем на пензискиот фонд да се поделуваат пензиите по тој принцип, по таа методологија и формула, доведе до ситуацијата денеска поради години наназад, тоа не е денеска случај, тоа е години пред 15, пред 10, пред 5 години, да имаме помал број на осигуреници нели во самиот пензиски систем, односно она популарна компарација пензионер со вработен, да денеска таа бројка е негде 1:1,5, нели, пензионер со вработен, што е недоволна за да редовно и толку брзо и целосно биде независен пензискиот нели систем да се полни. Истиот и да ги исплаќа пензиите во редовност, меѓутоа таква ситуација имате во една Германија, во една Швајцарија, кои што се нели високо развиени, не само европски, светски нели велесили економики. И со повисоки прагови, ако не се лажам, делот тие. Па да, делот тие и со повисоки прагови, меѓутоа еве ние ја следиме таа состојба и сега државата и претходно, меѓутоа и денеска дава нели субвенции на пензиите. Тоа е денеска веќе во процент 46% нели од вкупната исплата што се прави на месечно ниво, се исплаќа од страна на државата и бараме начин како да го решиме ова, што е многу мислам дека поважно прашање од тоа што е во ситуацијата на дефицитот. Да, има дефицит, граѓаните не треба да се грижат, убаво кажавте и вие, пензиите на први се стигаат на секоја сметка и кај секој пензионер кој што нели е во Македонија. Она што треба да направиме следно.
Имаме 18.000 работни места кои што се слободни на пазарот на труд. Тоа го кажуваат нели неполотоци од статистика. Тоа сакав и да ве прашам и таман да го одговориме. Имат некој дисбаланс во поглед на тоа колку работни места се бараат, колку има, колку работници имаме, колку пензионери. Што се случува таму? Што се случува, тоа е она последица на заменување на делот, нели, по младото и поработоспособното население од Македонија и од градовите, нели, од Македонија. И тоа ствара да, за жал денеска имаме 18.000 работни места слободни. Зошто говорам за жал, бидејќи тие работни места може да бидат пополнети од секој еден, нели, кој што денеска бара работа, а викаме дека имаме од друга страна, па ако ги погледнете по отоците, нели, невработено со толку проценти од приближно 90.000 невработени во Македонија, нели, а викаме имаме ваму на другата страна 20.000 слободни работни места. Значи некој не го прифаќа она што се нуди, нели, на пазарот како работно место или не сака да го работи и поради тоа има ваква ситуација, а тука ќе ги надоврземе секако и делот на неработоспособно население, кој што дел е такво, мора да признаеме, нели, кој што не може да работи, меѓутоа имаме и дел кој што се во социјалната заштита, корисници, нели, на икс од правата, и заради мотивот да не се загуби социјалното право, одат во неформална економија, односно не идат во формалната економија каде што ќе бидат пријавени, бидејќи, нели, правата од социјала ќе бидат прекинати поради основот, нели, што веќе земаат плата и се пријавени. Така да имаме од каде да се земат работниците. Значи овие слободни работни места може да ги пополниме токму со овие дел од овие категории кои што ги набрав претходно. И во моментов не само ние како министерство, кој што ќе ги мотивираме за брзо време од денеска дел од нашите корисници да влезат на пазарот на трудот и да бидат продуктивни и за државата, меѓутоа и за пензискиот фонд, кога сме веќе, нели, кај истиот, и секако за своето семејство, на крај да имаат што е можно подобри услови. Со оперативниот план преку Министерството за економија и труд, кој што е тесно поврзана, мора да кажам, нели, со нашите корисници, бидејќи дел од нив се во тие категории млади до 18, од 26 години, овие социјални случаи, друго население кој што, нели, е во ризик реален, така да сме тесно поврзани и тука се дел од бенефициите кои што може да ги користат, нели, истите. Така да пензискиот систем може се подобри на овој начин, да се што она во неформална економија, сето она кој што ни е во делот ваква социјална заштита или, нели, во ваквиот систем, да можеме дел да ги префрлиме да бидат, нели, во токму во плаќање на овие придонеси и со тоа ќе стабилизираме дел, па ќе кажам, не целосно, дел од овој пензиски фонд, односно дефицит на пензискиот фонд, и на тој начин ќе бидеме многу постабилни во иднина, бидејќи проекциите кои ги видите, и тоа е многу важно, и го говореше ако во еден наврат и премиерот, каде што кажа дека за X година денеска, ако продолжиме со ваков степен на старење на населението, на младите, нели, да се оцелуваат и да не бидат активни на пазарот на труд, ние ќе дојдеме држава да навистина тогаш веќе влеземе во ситуација за 30 години, 40 денеска, да навистина пензискиот фонд тогаш веќе биде во, нели, тотален колапс, кој што е 40 години од денеска, меѓутоа што во крајна линија не е само проблем за пензискиот фонд, проблем е и воопшто за самата држава, за опстојување на целиот систем. Така затоа го работиме вака целосно и комплетно проблемот, не поединечно министерство по министерство, туку заеднички сите, за да може да придонесеме да се стабилизира овој фонд, да има повеќе вработени, да се намали невработеноста во Македонија, да не бидат на социјална помош, туку да бидат со нивните редовни. Токму тоа, и за да преминеме на баш на социјалната помош и на трансферите за овие ранливи категории на граѓани, како да се мотивираат големиот број на граѓани кои што бараат социјална помош и се одлучуваат да останат на социјалната помош, не се јавуваат на огласи за вработување? Има ли начин да се мотивираат? Нели, се бориме против сивата економија, да не се работи на диво и слично, ама очигледно дека тоа се случува. И затоа е тој дисбаланс. Барате на социјална помош, не сакаат да работат, задоволни со
социјална помош, тоа е чудно. Минимум, некој Так. минимум. За жал минимум, навистина минимум и Па затоа е социјална помош, затоа на крајот треба да дојде таму кај што навистина е потребна. така и треба да биде во одреден временски период. Мислам, Затоа што ние целта е- долги години, очигледно долги години мислевме дека социјалната помош треба да биде многу висока за не е работа да биде висока. не, Треба да не да ги мотивираме. затоа се вика помош. Така е. Таа е нешто што треба да трае можеби кратко трајно. Може би некој погрешно ќе не свати кога вака се говори, но не е така. Реално. Целта е да луѓето им дадеме шанса да правилно живеат тие семејства, да имаат навистина да екзистенција која што ќе ги задоволи нивните потреби. Не да биде екзистенција денеска да имаат 200 денари на располагање. Реално поделиме реално има колку е? категории на ранливи категории на граѓани на кои што и треба зголемување, оние што и нега треба нега и слично. Меѓутоа самата социјална помош. Тоа треба така. да ги разделиме и тоа го правиме во моментот како министерство. Веќе се започнати комплетно анализите во текот крајот на 2025 започна и течат. За кратко време ќе имаме конкретни решенија како овие граѓани, семејства, пред се, нели, комплетно да ги извадиме од социјалниот ризик. Значи да престанат да веќе да живеат и да бидат видите, во Македонија имате традиционални социјални семејства. Значи, од дедо, татко и син. Значи, сите генерации кај нив се приматели на социјална помош. Тоа треба веќе да го смениме. Да го промениме, бидејќи дел од тие луѓе се работоспособни. Да им дадеме шанса. Јас верувам дека 15, 20 или 25.000 денари социјална помош, нели зависно колку членови се во семејството и така натака, се многу повеќе отколку 30, 35, 40 денари да земаат нели плата. Еден. Од семејството, па потоа и вториот и веќе да бидат семејство кое што навистина ќе биде самостојно и ќе ствара себе, а нема да биде зависно од државата, дали на први ќе дојде социјалната помош да се исплати и така натака. Така да правиме веќе промени, ќе преминат и во законски решенија, нели тоа е вториот чекор, која ќе ги најавиме, ќе ги комуницираме со граѓаните и ова е само со единствена цел да им помогнеме на овие граѓани. Да им помогнеме да конечно веќе по 7 години Македонија да искочат од тој социјален ризик и веќе да преминат нели кон самостојно живење и самостојна поддршка, буквално. Очекувате ли, бидејќи обично така кога ќе се започне со такво нешто, сите сметаат чекај сакат да ни ја земат социјалната помош и слично. Како да се допре до тие граѓани дека тоа се мерки кои што се во нивен интерес? Бидејќи некој веднаш ќе рече сакат да ми ја земат социјалната помош. Тоа е првата реакција на луѓето. Што е потребно за да го подигнеме тој степен на поинаков начин луѓето да разберат дека не е поентата да им се скрати нешто? Само единствено со директна комуникација со семејството. Како? Значи имаме центри за социјална работа кои што се функционални во секоја една општина. Имаме социјални работници кои што се задолжени токму за ризикот, за следење на ризикот во тоа семејство. Тоа ќе биде и задача и работа да искочат од канцелариите, да отидат кај семејството, да ги мотивираат и да се објасни целиот процес дека тоа е за нивно добро. И ќе биде многу подобро она што ќе го понудиме, она што се нуди како работно нели место надвор од социјалното примање. Така да во директна комуникација, со директна буквално активност на убедување на овие граѓани, мислиме дека ќе постигнеме добар ефект. Да, секогаш ќе постојат луѓе кои што не може да се стават на пазарот на трудот и убаво кажате тие се или немаат можност заради здравствени причини или заради други причини да се вклучат, секогаш ќе има една таква категорија, меѓутоа секогаш има и категорија која што може да се стават на пазарот на труд, односно да бидат работоспособни и ќе се потрудиме максимално како министерство преку кампања, преку директна комуникација која што по мене е најважна, директно со семејствата, да укажеме тоа дека навистина ќе имаат многу подобри услови отколку што денеска ги имаат како приматели само на социјална помош. И токму долги години практично пензионерите не се толку не се третира старите лица, не говорам дека од министерството не се третира или од државата, туку граѓаните на прва кога се говореше труд и социјална политика, за социјалните случаи се говореше. Ми се мислеше дека тоа е само дејноста, не дека се и градинките, не дека се и старечки домови и се. И затоа да го опфатиме овој момент на социјалната помош, има различни категории, меѓутоа имаше и таму зголемувања, како ќе се движи во текот на оваа година и какви мерки таму се предвидуваат во поглед на тие социјални трансфери, во поглед на категориите на социјална помош што добиваат ранливите категории на граѓани. Кој ќе го преземеме првиот чекор, кој што го говорев пред малку. Да, рековте дека се е практично се е врзано, се е во еден систем, тоа е врзан систем и убаво ги поединечно една мерка не може да направи ништо. Не може да направи ништо ако не е поврзано све.
бидејќи ви имате на располагање толку, колку што е чашата полна со вода, не можеш да ставите повеќе. И тоа е правило во секој едно и министерство и држава и треба да го почитуваме, и без тоа правило не може да функционира. Она што ќе направиме како мерка да овие луѓе кои што ќе ги извадиме нели од овој социјален ризик, се друго кој што на оне му е најпотребен. И убаво кажавте пред само неколку минути го дефиниравте тоа дека има луѓе кои што им е многу попотребно од некои други. Така. И тоа е реалност, и тоа е факт и доказливо и се. И центрите го знаат тоа, случаите служби го знаат тоа, во комуникацијата нели во наша гледато граѓаните, па дури и ние, бидејќи сме постојано на терен и ги гледаме реалните состојби кај луѓето, кај граѓаните. На тие треба да им се даде. Кога ќе го исполниме првиот елемент, кој ќе ослободиме дополнителни средства, кој ќе обезбедиме дополнителни средства како држава, во тој момент сите овие кои што навистина денеска, за жал, нели викаме дека социјалната помош е се уште мала и секогаш ќе треба повеќе да се зголеми и така натака, ќе имаме можност како држава квалитетно и реално им помогнеме токму на овие луѓе. Да не биде како досега, колку да се земе социјалната помош, колку и да чини, не знам, 7, 8, 9, 10 000 денари, и ние викаме со тоа, сега ти дадов ја тебе, ти сега живе. Не се живе, сите да работиме за плата, знаеме колку ни се потребни средства во текот на денот за да нели се завршат сите обврски и потреби на граѓаните. Така да со целиот процес кој ќе го започнеме, со овие измени први, ќе дојдеме до целта да го дадеме социјалната помош, но ние кој што е непотребна и да биде квалитетна. И веќе да го решиме конечно да го поставиме системот, не да експериментираме со истот како што беше случај до можеби некој 2017 година, па таму 2019 имавме исто така случај кај што направивме експерименти со токму со делот на посебно на социјалните случаи, каде што викавме ќе споиме sa неколку права, па ќе ви дадеме повеќе, па помалку и луѓето пак не добија ништо. Пак остана на тоа што нели го имале и до тогаш и од тогаш и денеска го имаат исто. Така да тоа треба промениме, кој ќе го ставиме системот да биде достоен така функционален. Секој еден утре иден, независно од тоа министерство што ќе дојде заменик, министер, кој да е, ќе се огледа дека тоа е направено навистина со анализа и со квалитетни и активни мерки издржани. Нема да биде тоа што е направено нешто паушално, така да имаме, што е најважно, веќе активности, не само план, веќе активности конкретни, кои што ќе дојдеме до целта да социјалните случаи ја добијат социјалната помош, оние што треба и квалитетно. Сега во категоријата на помош, тука се и нега на немоќните лица, и овде ќе се префрлам, подосна ќе се вратам на најмладите, овде ќе отидеме на најстарите. Голем дел од постарите лица, тие се најчесто во таква ситуација да нема кој да ги чува, па потребна е туѓа нега, и тука имаме неколку категории односно две мислам да е категории на нега, но голем дел остануваат и без можност воопшто никој да не ги чува. И проблемот со старечки домови за стари лица во држава е акутен. Неодамна прочитав некаде дека имаме многу мал број на капацитет во однос на она што е во европските држави, дека оде треба многу повеќе. Каква е ситуацијата? Можеме ли да отидеме напред со оглед на тоа дека новиот модерен начин на живење создава ситуација на многу стари лица кои што остануваат без нивните или се во странство или некаде? Дали можеме овде да очекуваме многу некоја подобра слика во иднина? Се обидувам максимално овие години, повеќе од година и 7-8 месеци, да први сето она што било состојба да нели и се анализираме, дознаеме, да видиме каде се застанати дел од овие работи и работни процеси. За жал, во Македонија, кога говориме за нели повозрастното, односно постарото население, условно на кој им е многу попотребна онаја поддршка, од трето лице, дали било туѓа нега, дали било асистенција, дали било старечки домови, е навистина зголемена. Низ годините назад, ако ги гледате бројките, ќе видите дека е навистина зголемена и дека буквално се доградило едно крило за 20 легла во Берово, само, или како или реновирано независно. Се друго останало на ниво и точно мал е процентот на опфатот, односно само некои 0,5% од потребата нели на старото население кој што треба да биде сместено во оние старечки домови, односно само над 680 лица толку легла се достапни државни и повеќе од 2100, односно во 38 приватни
старски домови. И тоа доаѓа до бројка не до над 2700. 38 се приватни, а колку 5 имаме? А 5 имаме, само 5 имаме државни во моментов. И не се изградил старски дом повеќе од 30 и нешто 40 години. Во Македонија тие се нели затекнати од некое поранешно време, адаптирани, реновирани дел нормално низ годините за да не нели и тоа што го имаме да го загубиме. Така да сериозна е веќе и алармантна состојбата, бидејќи го говориме постојано и не може да го побиеме фактот дека населението старе. И тоа си се демографските слики кои што се покажуваат и се реални, треба ние да се адаптираме нистите и да направиме услови како, нели како понатака. Од тој аспект гледајќи ги така работите, нели, и сите бројки, првин го поддрживме оној процес на давање на услугите во домот. И е една од мерките кои што дава солидни, мора да кажам, резултати и треба само да продолжиме да надградуваме, тоа го правиме во моментов и да биде уште поквалитетно, да не биде паушално, да не биде во некои принципи како до сега било дадено на 1 час, биле пишани 4 часа и така натака, тоа го знаеме, веќе го анализиравме, го знаеме, затоа го подобруваме и тој систем. Тој е еден од модел кој што опфаќа како активно старење на нашето население во секоја една општина, да може да има можност и да партиципираат заедно општината, односно локалната самоуправа, нели како надлежност, бидејќи имаме онаа децентрализација условно во одредени сегменти, а тоа е и во социјалата, да може да го користат ова како механизам и тоа е во домот, во дневни центри за активно старење, значи комбиниран пристап. Она кој што е поалармантно за старските домови, кој што разгледавме ситуацијата и дојдовме до состојба да мора веднаш да се интервенира. И сега, кога немате план, кога немате дека некој седел и претходно, бидејќи тоа треба да се испланира, да се испланираат пари, да се проектира, па потоа да се распише постапка, па потоа да добиеме фирма која што ќе гради година и пол, две, нели бидејќи се големи капацитети. Така да треба период, не е тоа дека денеска и ние од утре ќе почнеме да градиме, невозможно е. Затоа направивме план. И денеска планот гласи дека во Кавадарци веќе имаме распишена постапка за старски дом во општина Кавадарци. Имаме општина Кочани, веќе во постапка исто така распишена за старски дом. Имаме постапка која што во Пробиштип заради некои технички аспекти неколку пати беше распишена, меѓутоа претпоставуваме дека треба да се доследи нели онаа документација и кидеме разговор со градоначалникот, мора да кажам, на Пробиштип, кидеме со еден нов проект кој што ќе биде навистина издржан и ќе биде уреден за да можеме да распишеме постапката правилно и да се избере нели утре иден изведувач. По овој принцип веќе имаме конкретни чекори кои што буквално знаеме нели дека ќе бидат овие старски домови финансирани од страна на државата и утре изградени. Значи, да, знам дека тоа го најавувате и забележав неколку пати дека се најавува и дека државата ќе го поддржи тоа. Но забележав во последните ваши јавни настапи дека лоцирате проблеми со недостаток на стручен кадар. Да, и тоа е еден од предизвиците. Мислам, продолжите со мислата кога прекинав, но и ова. Да, сакав ќе го поврзам и тоа. Идам на делот каде што веќе Крива Паланка и Кратово како општини ги бројам бидејќи се значајни. Сега се сконцентрирани во Прилеп, Битола, Куманово, Скопје и Берово, тие се 5 постоечки. Сега идеме во градовите каде што нели има реална потреба, каде што имаат веќе готов план и проект и во блиска иднина и овие два како Кратово и Крива Паланка ќе бидат исто така финансирани, односно поддржани. Ќе се големи на државните да легла кои што ќе ги има односно државните капацитети за сместување токму на стари лица. Сега доаѓаме до делот на кадарот. Значи ова е планот. Во најава се уште, денеска можеби да не можам конкретно да откривам бидејќи се работи заеднички проекти помеѓу општината и министерството, бидејќи општината ги проектира, ги доставува, обезбедува локации и така натака, потоа министерството е должно сето тоа да биде нели функционално и да се спроведе. Така да и најавите од некои општини кои што ги имам во моментов, меѓу кои општина Штип, кај што сме денеска, да пристапиме кон решавање токму на вакво прашање и да Штип добие нели старски дом. Така да, ама ова се проекти кои што за брзо време ќе ни дозволите да ги комуницираме нели дополнително со гледачите, граѓаните по Македонија. Стручниот кадар.
е предизвик како се друго нели во Македонија за се што е за работа е предизвик, така да и стручниот кадар е, бидејќи се работи за специфична категорија на граѓани и специфичен кадар како типот на негователи кои што треба да бидат посветени или буквално 12 часа со токму со овие луѓе да работат, да помагаат и секој друг стручен кадар како што се физиотерапевти, психолози, педагози во секоја една установа кои што треба да бидат дел нели од самата установа. Се предизвик, меѓутоа го решаваме и до сега. Во текот на 24-25 година во постоечките старски домови како што е Платник во Прилеп, Куманово, Зафир Сајто, во Битолскиот Сјуредер, веќе имаме вработено оној кадар кој што за жал заминал поради пензионирање, поради други причини. Веќе го заменуваме и успеавме да го замениме и да имаме нов кадар. Зафир Сајто само ќе давам примерот за нашите гледачи. Го наследив како технички министер само со 7 негователи за 170 легла, значи 170 пензионери, само 7 луѓе. Тие требаше да покријат прва, втора и трета смена. Има ли стандарди колку треба да биде? Секако. Правилниците треба да се почитуваат и ние при секоја инспекцијата што е во рамките на министерството, при секоја контрола, дали на државните, дали на приватните, е буквално принципиелна и ги пишува сите недостатоци за да може да ги решаваме. И така дојавме до таа состојба да ние нели денеска дел од кадрот кој што фалеше во овие институции да биде надоместен со нов, така да ќе биде предизвик, меѓутоа го прифаќаме предизвикот и сметам дека ќе има доволно кадар за да можеме да го нели покриеме целиот оној процес кој што значи грижа, чување, социализација на токму на нашите најстари граѓани. Ги лиценцираме редовно. Тоа е важно, значи добиваат сето она што е потребно како лиценци, како да ги остручиме, да ги го покажеме буквално патот во тој дел на лиценцирање, така да секој што е заинтересиран и сака да биде дел од тој процес може да се достави барање да биде во рамките на нашето лиценцирање и да станат активни на пазарот нели на труд токму во таа дејност кај што е чување на стари лица, грижа и така натака. Од најстарите доми на најмладите, бидејќи оно што се забележа на почетокот на 2026 е уште од првиот ден практично на првите неколку дена на неколку локации отворање на нови градинки, некаде до градби кој што беше во Карвинци, некаде нови градинки. Кочани мислам дека им беше сосема нова градинка, потоа дали ка Бадарци одевте така, не знам каде беше. Сопиште да ќе Како и да е. Своевремено долги години тема беше долги листи на чекање во градинките. Дали со овој проект градинки се намалува сето тоа и во која насока ќе оди во иднина, бидејќи како што реков, првите денови од годината како да беше експлозија би рекол на отворање на градинки. Така беше. Чека за жал дел поради технички причини беа застанати одредени процеси, меѓутоа со добро менаџирање ги откочивме како што е градинката во Кочање, мора да кажам, ете. За жал тие дечиња помина можеби генерација или две кои што немаа можност да бидат дел од тој нов прекрасен објект, меѓутоа за следните нели успеавме сето она што беше пречка, каква и да беше, да одлајме. Така беше кај некои од другите кои што нели беа стартот на оваа година и се кажав и при изјавите, меѓутоа и во комуникација со премиерот дека ќе биде, мислам дека солидна година на поддршка на детската заштита во делот нели на прецена на нови објекти. Очекуваме дека до крајот на 2026 година, бидејќи ја тргнавме нели со овие 4 нови, да имаме околу 16 нови објекти што ќе бидат отворени и тоа ќе значи многу за сите оние општини нели кај што се распределени токму овие детски градинки. Листите на чекање за жал не можеме за година и пол, кој што траат повеќе од 30 години во Македонија е тема и главна ургенција, претпоставувам дека кај секој еден градоначелник, министер во социјална политика, денеска демографија и млади, да биде ургенција како да се запише детенцето нели во детска градинка. Го намалуваме притисокот. Тој е позначен во големите градови нели како што е Скопје, Штип, Куманово, Битола и така натака, да го намалиме буквално и го сведеме на минимум. Ќе земам за пример многу позитивен, кисела вода, да послем
првиот мандат на градоначалникот, нели, сегаш на Скопје, тогаш на Кисела Водород, сега Гиевски, да таму листите на чекање од 300 ги наведеме на 0. Денеска да имаме 0 дечиња на листите на чекање во Кисела Водород. Тоа не е заради намалување на наталитетот, туку тоа е само заради тоа што се доградија дополнителни капацитети и нови просторни услови за дечињата, нели, да бидат сместени дел од детската заштита. Скопје е генералниот предизвик токму за овие листи, негде околу над 4000, нели, вакви дечиња се во моментов, да половината, повеќе од половината потпаѓаат, нели, на скопските општини кои што се таму, и затоа фокусот и она што го кажа дека ова влада и министерство има план. Значи ние не отидовме, ако е градоначалникот, како што некој претходно, морам да го се вака потенцирам, да ако има листи на чекање 10, па да изградиме една детска градинка за 120 деца. 10 дечиња нема, дали на листите за чекање, ама таков бил примерот од 2024 година. Денеска не е таков примерот, денеска секоја апликација кој што пристига, кој што министерството цени дека има листи за чекање и има голема потреба токму во таа општина, тој проект се финансира и тоа е пример, ако гледате, дека сегде така. Да, ние денеска во Скопје имаме прифатено 16 проекти, што преку директно финансирање на министерството, што преку на, нели, оној повик на владата од подпрограмата А, или кредитот кој што беше како заем земен за се употребат за изградба на детски изградба, реконструкција и санација на детските градинки. И такви ќе имаме 16 во Скопје. Со тие 16 ние за година и пол денес кога ќе завршат, нели, сите градби, сите процеси, да ние буквално ја сведеме, здраве Божи, да има дечиња, да сведеме бројката на 0, и доколку има потреба, секако тогаш ќе пристапиме кон нов план како, нели, понатака се гради. Во многу градови каде што имаше проблем, полека и веќе ги санираме, зборам овие состојби и интервенираме. Добра е, многу добар е моделот кој што е да ги мотивирам и оние градоначалници кои што не го потребиле или не аплицирале за тоа, оние детски градинки во други просторни услови кои што се многу добри. Таков е, имаме и позитивен пример и во Штип. Ако не се лажам, 3 чешми населеното место отворивме едни такви просторни услови пред само мислам дека година дена. Да, тие дечиња кои што живеат во тоа населено место, да не мора да идат, нели, во централната детска градинка кој што е во центарот на Штип или на друга локација, да биде многу поблиску до местото на живење токму на тие родители, бидејќи така имаме нови населби, се шират градовите по одреден принцип, така да еве мотивација дополнителна да градоначалниците и го размислат и ова како модел, да не правиме веќе и нели, гломазни објекти како такви, туку она што го имаме како простор, 2-3 занимални да може да ги адаптираме, да се опати 20, 30 или 50 дечиња, нели, колку што е потребно во одредена средина. Така да даваме многу модели да може да бидеме буквално секој едно дете веќе да не биде тема, бидејќи тоа е проблем. Верувате, е проблем. Ти доаѓаат граѓаните и ти вика, жена ми мора да седи дома затоа што јас морам да работам, детето нема кој да го чува. Повеќе принципот на баба, дедо, за жал се напушта тој принцип и семејствата се самостални веќе, така да го слушаш тоа и не можеш да не интервенираш. Меѓутоа, ова интервенција која што правиме денеска, не да се фалиме дека 40 градинки се во процедура, 40 апликации веќе се прифатени, се распишани постапки за најавки, дел се градат, дел се веќе тендерираат, 40 објекти ние ќе добиеме дополнителни во остените години и пол две да може да бидат, нели, на располагање токму на граѓаните. И тоа е за прв пат со конкретен план во Македонија ваква бројка да се прави, да се интервенира со ваква бројка на објекти, а тоа значи и опфат, нели, на деца во детските градинки. Така да навистина ова е со план и вака треба да се продолжи, зборам, во иднина со секој еден проект кој што, нели, значат и од значење на самите граѓани. Кога ја прашав како да ги мотивираме социјалните случаи, луѓето приматели на социјална помош да се активираат на пазарот на работна сила, рековте да, ќе се мотивираат од страна на вработените, тие треба да работат. Но треба да бидат мотивирани и вработените во центрите за социјални работи, вработените кои што се во Министерството за труд и социјална политика, условите во кои работат тие, и на овој план имавте своји изјави
Каква е состојбата, бидејќи сите говорат за зголемување на примањата, социјалниот стандардот во секој случај, социјалниот статус е многу важен, треба да бидат мотивирани тие луѓе. Како се мотивирани, во какви услови работат? Знам дека имавте, па да и во Штип имавте една посета во претходниот период. Ги посетувам често. Така. Каква е, колку се тие мотивирани, бидејќи работат со категорија на граѓани на кој што има мак, тоа е не е едноставна работа. Не е едноставно и наистина благодарност до секој еден од оние, не се сите стручни, меѓутоа е околу 1500 наши колеги буквално, кои што работат секојдневно со најтешките категории на граѓани и решаваат судбини на други луѓе. Нели, кои кажам решаваат, даваат помош, поддршка и така натака. Слушајќи ги нив, затоа и добро што го потенциравте делот дека ги посетуваме на вистина ако оној кој што нели не следи како министерство и мене лично јас на вистина гледам центрите за социјална работа како продолжена рака на самото министерство, односно на системот на државата и немам никаква дилема за тоа. И затоа сум им благодарен, затоа ги посетувам, затоа ги слушам какви се потребите нивни. Да, работиме со и работат во тешки услови. Не само од какви предмети водат, туку и обкружувањето и сето оно што го имаат како услови. Специфично во секој случај. Затоа во август 25 година се направи интервенција да колективниот договор, се случи колективен договор со двата синдикати. Тука не правевме разделба како што сега го слушам тоа, нели едни бранат, други напаѓаат. Ние ги повикавме двата синдиката со министрот Фатмир и ги седнавме на маса и исклучивме колективен договор во полза на граѓаните и во полза на работниците пред се во центри за социјална работа. Зошто кажувам граѓаните, бидејќи ако вие не се мотивирани, граѓаните нема да добиваат услуги. Ги мотивиравме со тоа што веднаш се зголеми нивната плата која што од 2019 година навака не беше зголемена по ниту еден основ и не беа влезени во ниту една категорија на нели оние зголемувања на назад години. 20% веднаш им се зголеми со платата во август месец 25 година и они имаат сега веќе зголемена плата за 20% што кај нив веќе побуди задоволство нели на почит према нивната работа која што работат. Така да тој дел како прво од нивните барања нели како работници беше тоа. И колективниот договор е склучен, го имаат на располагање, меѓу другото во колективниот договор имаат и други бенефиции, знаете, од она плюс ден на одмор во текот на годината и слично. Работиме на други предизвици, мора да кажам, меѓутоа ова беше главната. Ова беше она што без кое мислам дека после август месец нели не можевме ќе не можевме да функционираме бидејќи имаше напуштање. Скопскиот центар ќе земам за пример, повеќе од 100 во текот на една година, во текот на 23 година напуштиле 100 стручни работници. Тоа е голема бројка и сериозна загуб на луѓе кои што прашање функционирањето. Да, доведено и дисконтинуитет ќе дојде, тој човек се дишол нов некој да работи со некој. Така тоа сето сме го согледали. Никој не го говори, ама јавно мора да се говори тоа работи, не може да ги криеме, мораме да и затоа и кога сме побарале поддршка од премиерот кој што ни дал максимално за да можат овие луѓе да имаат денеска поголема плата, е токму овие факти кои што сме ги кажале. Не покачена плата од 2019. Напуштаат луѓето поради ниските примања, лошите услови, комуникацијата со таа категорија на граѓани кои што имаат и било прифатено сето ова кој што денеска сме го побарале за нив и сме го склучили и мислам дека тоа е првиот чекор кој што го исполнивме. Секако има други предизвици и ги слушаме и продолжуваме да ги слушаме социјалните работници нели стручниот кадар во центрите за социјална работа, вработените, што понатака треба да преземеме како министерство и како раководни луѓе за да можеме и да ги заштитиме и да добијат нели што можно поголеми привилегии, а сето тоа на крај да води кон единствена равенка на формулата е да бидат они задоволни, да бидат задоволни граѓаните кои што доаѓаат во центрите за социјална работа, да бидат услужени, да им биде дадена и понудена помош која што треба и да биде нели навремено дадена истата да не се чека нели со денови со месеци бидејќи таа категорија не може да чека. Таа категорија вчера е потребата. Денеска веќе е знае да биде доста. Така да даваме поддршка, мислам дека се задоволни, затоа и доблесно во секој еден град кај што ќе отидам, ги посетувам, разговараме, предизвици ќе има, секогаш ќе има, постоеле, ама затоа сме тука за да се слушаме заеднички и да ги решаваме работите заеднички. И на крај, нешто што е во домен, можеби измешан домен и на вашето министерство, но и на Министерството за економија сега што отиде делот труд. Онаа новина веќе јануари изминува, започна законот е во важност веќе за
можност за работа на ангажирање за работа на пензионерите и студентите. Ајде, мислам, да подсетиме што можат сега пензионерите и студентите, има ли веќе интерес како да се испромовира сето тоа? Така, беше закон кој што не таму на средината на 25-та беше предложен од група на пратеници и донесен. Ние интервениравме во два елемента како министерство, мислам, нели бидејќи ги опфаќаат две категории кои што се во нашиот домен, а тоа се примателите на социјална помош, односно гарантирана минимална помош и пензионерите, да имаат можност да работат во одреден временски период во текот на годината за одреден број на часови и во одредени дености, нели, како што е гостителската прецеп поради значењето на истата и намалениот потенцијал да, нели, работат луѓе токму во таа деност. И започна од 1.1. законите, ги променивме и закон за пензиско и инвалидско осигурување, меѓутоа и правилниците за да овие кои што се гарантирана минимална помош да не им се крати, нели, ако работат да останат да земат и гарантирана минимална помош, меѓутоа да го земат и приходот кој што ќе работат за одреден број на часови, а истото важеше и за пензионерите, да не го запира пензијата, туку да зема пензијата и да работи, нели, дополнителни часови. Така да очекуваме, еве, месецот полека јануари е при крај, уште на недела имаме, ќе ги видиме бројките кои што ќе ги собере ресорното министерство во случајот економија и труд, нели, како надлежно на законот, па потоа ќе ги видиме сите предизвици. Треба еден закон за да стане дали е применлив или не, во одреден момент мора да биде тестиран. Еве го периодот каде што е веќе во сила, да ги видиме бројките, да видиме какви аномалии, доколку има, доколку нема, доколку е перфектен, нели, во рете, функционира, да ги видиме предизвиците, да ги видиме бројките после истекот на првите месеци, па потоа ќе носиме дополнителни одлуки или ќе дадеме уште по максимална поддршка, дури промоција на истиот за, нели, што поголем број на граѓани да може да користат. Ова е пред се бенефиција не само нивна лична, што ќе земат, нели, дополнителен приход, бидејќи дел од своето време они се во неработен процес, нели, условно, да бенефитот биде тука и кај самите фирми, односно бизнис секторот, каде што имаат потреба од работници. За жал имаат потреба од работници, да можат да го надоместат токму со во одреден период и во одредени часови токму со ваквите категории на граѓани кои што до вчера, буквално до 1.1. немале таква можност. Еве, ќе покаже времето, нели, да го поздравиме или коригираме токму пристапот на овој закон. За сите области во држава, за сите законска регулатива, целата постојано говориме дека мораме да усогласуваме со европската. Значи, со текот на годините, во тој процес каде се законите кои што се и регулативата кои што е во сферата на вашето министерство? Дали сме усогласени, дали уште ни треба усогласување? Да. Каде сме ако се споредуваме со европските држави и со таа Европа? Па мора да кажам дека доста имаме преземено примери и до 2017 и после тоа и денеска во делот на како да се моделира, нели, самиот процес. Ќе говорам, нели, за предсе за социјалната, нели, помош како мерка, како активности, па и ова што го напоменав како устои кои што ги даваме на старите лица во домот, така. Тоа се све европски примери кои што се виделе во Германија, во Австрија, функционираат во Словенија, да се зачестени и се слични нашите, па веќе и една Србија ги применува. Ќе дојдат начелата каде што голем дел од законите, нели, по отварање на оние поглавија кои што се во тек, да најголем дел ќе земам за лицата со хендикеп се изработуваат два нови закони кои што се веќе помина во собрание за рехабилитација за лицата да работат со попреченост, да бидат во работен однос, потоа во делот на овие родови, нели, родовиот дел што е опфатен, така да најголем дел од законите веќе се согласени со тие начела, предизвици, поими и така натака. Се што е, се она што е предизвик година, а не се може да направиме, бидејќи, нели, тоа се преговорите, тоа е принципот на што не сме направиле, да се коригираме. Тоа е процес да се коригираме се додека, нели, пристапиме, меѓутоа во социјалната не гледам, во социјалната политика како целина, како министерство, не гледам пречка дека не можеме да усогласиме одредено начело во даден момент, бидејќи сите се во полза на граѓаните. И тука мислам дека нема да имаме проблем и во иднина, така било досега. Мислам дека ќе видиме и предизвикот го имаме преземено да се течат тие процеси ненормално. Господин Велковски, ви благодарам за гостувањето во нашата емисија. Ги опфативме повеќето прашања кои што се важни и актуелни за граѓаните.
да се надеваме дека она што го работи ова министерство ќе биде во интерес на оние на кои што најмногу им треба. А очигледно кажавте некои работи кои што се подготвуваат, но како што рековте, веројатно и тоа е најголемата вистина, не може една мерка сама за себе да направи нешто. Тука не можеме да говориме само за младите, за децата и за градинките, а да говориме и за старите и за старечките домови. Се еден систем по кој што треба да се работи. Посакам успех во интерес на оние на кои што најмногу им требаат услугите на ова министерство. И благодарам. Ви благодараме на вас и се надевам дека на гледачите и објаснивме и доловивме некои идни чекори кои што ќе ги преземе ова министерство и како надеж дека ќе помогнеме најдиректно токму на оние кои што се најзагрижени. Ви благодарам уште. Секој ќе следиме и повторно ќе бидете наш гост и повторно ќе ги елаборираме новините кои што се интересни за граѓаните, односно не интересни, туку се корисни. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тоа беше интервјуто со заменикот министер за социјална политика, демографија и млади, мора да се навикне на новото име и затоа читам, Ѓоко Велковски. Останете со ТВ Стар, следно издание на Што мисли народот во среда.